Содржини денес низ утринската програма во петок имаме за вас подготвено, па да си продолжиме сега со нашата колешка Ивана Крстевска-Јаневска, која ја вклучуваме во живо ова утро линковски. Ивана, интересен изглед и да, убаво во утринските часови. Те поздравувам тебе и секако ќе оставам на тебе да ја представиш гостинката со која што ќе разговарате. Веќе насловот го имаат гледачите на ТВ екраните, знаат за што се работи, така да повелете. Поздрав Слободанка до тебе, ти благодарам секако на убавите зборови, ги поздравувам и сите наши гледачи и честит Рамазан Бајрам на сите оние кои што го прославуваат денеска. Секако денеска нели ни доаѓа и пролета, ќе зборуваме за едно пролетно чистење или за генералка викенд која што 6-та година поред оваа година ќе се одржи од 8 до 10 мај низ цела Македонија, но ќе зборуваме и за тоа за што работи организацијата Men and Mountain низ текот на целата година, не е само генералка викенд нели кога ќе дојде месецот мај, туку тие минатата недела има и пошумување во градот Неготино и Ресен, но и за сите останати активности кои што ги прават за почиста и позелена Македонија. Ово утро ќе разговарам со Гордана Софија и Ханес Јекал, кои што се главните виновници за чистењето на Македонија и за постоењето на генералка викенд, секако и за пошумувањето. Ќе ви посакам добро и убаво утро и на двајцата. Да почнеме од таму, што значи генералка за Македонија и зошто ни е потребна една генералка, Гордана? Фала ви за покана, честит Рамазан Бајрам до сите пријатели. Генералка викенд е акција пролетна за чистење отпад, меѓутоа знаеме ние во нашата култура дека со години наназад секогаш сме имале генералка пред големи верски празници, на пролет и есенски, така да тоа е едно прочистување на домот, а согласно со тоа и постот што го тераме, прочистување на телото, прочистување на умот од неубави мисли, на устата од неубави зборови и срцето од неубави мисли. Така да генералка викенд што ние организираме е чистење на нашата земја од отпад. Значи треба да го отстраниме целиот отпад и што го носиме во себе духовно и физички и надвор. Затоа што чистењето значи живење во здравје. А здравјето е нешто најважно за сите нас, најскапоцено. Ако имаме чиста држава, тогаш имаме здрави луѓе, а со здрави луѓе се гради здрава економија. Здрава економија, здрав туризам, напреден туризам и здраво земјоделство. Се е поврзано едно со друго. Затоа и одлучивме да се организира оваа акција 10 години поред. Сега влегуваме во 6-та година и се надевам се повеќе луѓе ќе се приклучат. Да, тука би го прашала Ханес како странец кој што живее во Македонија, кој што многу ја сака Македонија и ја почитува и реши да дојде тука и да ни ја исчисти. Со какви предизвици се соочувате во текот на организацијата и на генералка викенд, но и на сите останати еколошки акции кои што ги имате? The challenges that we are confronted with in everything. I mean, the main challenges we have in Macedonia is not only about the environment, but it's also about every aspect of our living here. It is the implementation of laws. We have great laws, we have great ideas, fantastic national plans, but nothing is implemented. And as long as there is no accountability for your acts, there is no measurable benefit. Накратко, имплементацијата, имаме убави закони, меѓутоа треба да се имплементираат и секој од нас да сноси одговорност и отчетност во однесувањето. Да, тоа ни е за жал голем проблем кога не се почитуваат законите. Минатиот викенд, односно минатата недела споменав дека имавте акција за пошумување во Ресен и во Неготино. Колку сте ве задоволни од ваквите акции кога ги правите за пошумување? Да, обично имаме напролет чистењето, а на есен е пошумувањето на Сончева гора. Ова во Ресен и во Неготино беа 29-та и 30-то пошумување на Сончева гора. До сега пошумивме во околу 30 општини и плюс дополнително околу 125.000 садници на шумско земјиште. А меѓутоа сега ни е цела насока кон општините затоа што на луѓето им се потребни дрвета за разладување, за прочистување на воздухот, за многу други аспекти, спречување од ерозија, повеќе повлекување подземни води. Значи дрвото
е најсовршениот механизам да не заштити од било кои временски непогоди или промени и затоа минатиот викенд во Неготино посадивме 100 липи, тие се така наречени кинески мимози, растат големи, имаат преубави цветови и беше засаден првиот градски парк во Неготино на преубава локација, а во Ресен направивме пошумување на 840 садници, заедно со волонтери од Охрид, од училиштата без пластика, проектот со Збогум Буково, со општината и со национални шуми се посадија питом костен и јавор и се надевам ке порасне на голема шума. Да, верувам дека и се горди неготинчани и ресенчани на ваквите акции со ова што се разубавува, но и се зачувува животната средина нели со ваквиот тип. Ханес, колку сте задоволен еве од исходот кога се одржува генералка викенд, односно она што го гледаме подоцна после неколку месеци од кога ќе заврши генералка викенд? How are you satisfied with the results after Generalka weekend? You mean the time between the Generalka weekends? Да, And the time, yeah. помеѓу двете генералки. We see a huge leap in the last, especially in the last month, by implementing Safe City, for instance, by implementing, by the renovating of Kommunalna Hygiene, by the huge reforms about the regional landfills. We see that environmental topics have grown into the consciousness of our politics. Гледаме дека и во свесноста на политиката и во свесноста на луѓето екологијата полека станува приоритет. Гледаме движење, голем исчекор напред во однос во сите општини. Целиот приоритет е на чистење на отпадот од јавните места. Гледаме подобрување на комунална хигиена, ако зборуваме за Скопје. What else did you mention? Имплементација на регионалните депони, што на вистина ќе решат голем проблем, така да има движење, има драстично движење нанапред. Од кога ви е потребна можеби поддршка до сега што ја немате добиено? Долги години се трудите, 6-та година поред е генералка викенд, во текот на сите овие години работите напорно, но од кога ви е можеби потребна поддршка што ја немате добиено до сега? From who we need the support that we didn't get till now. Oh, we get a lot of support from institutions, from private companies, and without this support we couldn't do it. Добивме многу голема поддршка, навистина од граѓански организации, здруженија, спортски асоциации, од институциите, од посебно општините се главните кои што ги ја организираат генералка на локално ниво. Yes, but the biggest support that we need is from the citizens. We have to implement and realize that this is not the way how we can continue to live in this country. Најголема поддршка ни треба од граѓаните. Да се одложува отпадот на правилно место, да не се фрла во реки, во долови, кај што ќе се стигне, бидејќи таа вода пак ќе ни се врати нам. Било што да е загадено, реките не се контейнер, тие се животот, тие се нашиот живот и кога граѓаните би се однесували, би го почитувале тоа е најголемата поддршка што може да се добие. And the biggest support that the citizens could give us is their trust. Довербата нивна исто на граѓаните најголемата поддршка. Да, и не може да се исчисти колку некој што може нели да изволка, затоа треба тргнеме нели прво секој од себе, да го одложуваме отпадот прво во домаќинствата, да го селектираме, да оди на рециклирање и секако нели да не фрламе отпад насекаде. Овде може да се пофалиме дека ова утро е навистина чисто. Се наоѓаме во Карпош, во Тафталиџе, во општина Карпош, во паркот кој што го носи името Македонија, навистина може да забележи нели камерата дека е чисто, така што еве карпошани можеби станале свесни и не фрлаат отпад каде што ќе стигнат. Зошто се важни ваквиот тип на акции, Гордана, и колку време вас еве можеби ви е потребно да организирате една акција? Важни се акциите затоа што, како што споменав на почетокот, се е поврзано едно со друго. Нашето здравје во прашање. Сите велат животната средина. Ние сме дел од животната средина. Ако го загадуваме она што е надвор, се загадуваме самите себе. И затоа потоа има многу болести и сето тоа повлекува едно со друго. Меѓутоа, грижата за јавниот простор и се што е околу нас е автоматски грижа за самите нас.
Во однос на второто прашање, за генералка викенд ја подготвуваме скоро цела година. Цела година, бидејќи во мај се одржува, тоа е голема организација, вклучени се околу 100.000 луѓе, сите 80 на општина, над 600 организации, јавни институции, стои тоа бара добро организирање. Меѓутоа, подоцна кога ќе заврши генералка, во септември обично имаме уште еден настан кој што се вика Генералка арт, кај што се вклучени учениците, може да ни праќаат цртежи поврзани со животна средина и како сакаат тие да им изгледа нивниот непосреден дом. И потоа по пат на гласање се изгласуваат трите најдобри кои добиваат подароци не само за нив, туку и за целото училиште. Идејата е дека една личност, кога ќе направи нешто добро, придонесува за цела околина и сакам една порака да пратам дека, пошто го слушаме тој збор џабе, постојано, ништо не е за џабе. И секој од нас може да смени индивидуално многу. Многу убаво кажано за крај порака. Ви благодарам и на двајцата што се грижите многу за Македонија, за животната средина, што ја сакате пред се земјата. Секој од нас ја сака, но верувам дека не сите доволно се вложуваме. Ви благодарам на одвоеното време. Ви посакувам уште многу успешни акции. Верувам дека голем број на граѓани ќе се вклучат во истите. Исто и ние се надеваме. Фала многу. Да, ние ќе ве поздравиме од овој парк, каде што ве споменав дека утрва е навистина чисто, така што може би еве како што споменија и Софија и Ханес дека навистина се забележуваат промените веќе, но сепак треба уште да се работи и ништо нели не е за џабе. Тргнете прво самите од себе, од вашиот дом, научете ги децата дека отпадот се фрла нели во корпа за отпадоци, научете ги дека треба да селектираат и така ќе имаме поздрава и поубава животна средина каде што сакаме нели да растат идните генерации. Благодарам Ивана за ова вклучување и за овој разговор и она што го забележав јас најмногу беше во првиот дел кога гостинката кажа дека треба да се исчистиме од лошите мисли пролетва, да го исчистиме да биде нашиот дух, да бидеме подобри луѓе и да гледаме во посветлата точка.